Bonjour. Bonjour, enchanté. Денес имам чест да го ugostam неговата ексцеленција амбасадорот на Република Франција, со кој имавме одлична комуникација во изминатите непон час. Разговаравме за односите на пријателска Франција со нашата земја и посебно се задржавме на темите кои се поврзани за локалната самоуправа, децентрализацијата на власта, поддршката на асоциациите од Франција на Република Северна Македонија, на можноста во наредниот период да ја подобриме и политичката и економската соработка, а и да поттикнеме што поголемо изучување на францускиот јазик во основните и средните училишта во Велес. Се разбира, чест ми беше што имав можност да му се заблагодарам на амбасадорот на неговата ексцеленција за поддршката што Република Франција и председателот на Република Франција Макрон и ја дадоа на Република Македонија на патот за почнување на преговорите со Европската унија. Велес е општина која има најдобра соработка од македонските општини со Република Франција. Сигурен сум дека таа соработка во наредниот период ќе продолжи и ќе се продлабочува. Затоа користам прилика на господинот Жак Шлеф, на неговите соработници од Сдруженијето Алма, со кој имаме прекрасна соработка години наназад, да им се заблагодарам за љубовта кон Македонија и за одличните донации кои со години наназад ги обезбедуваат, со што го подобруваат квалитетот на живење на одредена категорија граѓани, на граѓанки на кои се наменети опремата и средствата кои тие ни ги донираат. Ви благодарам од срце во име на граѓанките и на граѓаните на Велес. И навистина имавме суштински разговори, но пред се пријателски, кои што ветуваат. Ќе кажам дека при срце и на двајцата ни е желбата да ја продолжиме таа соработка истата и да ја збогатуваме. Соработка помеѓу општината Велес, амбасадата, а преку неа и цела Франција. Заеднички ќе надминуваме предизвици, особено поврзани со развојот на туризмот, но исто така и со зголемувањето на бројот на ученици кои што ќе го изучуваат францускиот јазик во Велес. И навистина секоја добра волја е добре дојдена и може да даде свој придонес, и затоа и јас лично сакам да им се заблагодарам на сите членови на Сдруженијето Алзас Македонија, особено на нејзиниот председател господинот Жак Шлеф, затоа што донацијата која што ја носат е вистински символ на пријателството кое што постои помеѓу Велес и Франција. Ви благодарам на сите, а на вас, господине градоначалник, ви кажувам до скоро видување. Ваша ексцеленцијо, како поддржувач на Македонија на патот кон Европската унија, што би кажале за односите актуелни помеѓу Република Северна Македонија и Бугарија, или она што и се случува на нашата држава, а е некаква си реакција, да, од страна на нашите соседи? Точно е дека во моментот се наоѓаме во состојба на блокада, но не треба да заборавиме дека тоа ќе биде од привремен карактер. Се чини дека има блокада, но навидум постои само таа блокада, затоа што забележуваме дека безусловната поддршка на Северна Македонија за започнување и отварање на преговорите колку што е можно побрзо се повеќе се зајакнува од сите страни. Северна Македонија не е изолирана, туку напротив, многу е поддржана. Се разбира дека постојат уште прашања кои што треба да се решат, особено треба да се реши политичката состојба во одредени земји. Но мислам дека нели е возможно, е во разумни рокови сето тоа да се надмине, за да може нели да се отпочнат конкретно преговорите за членство.